Убавината на фотографирањето уште еднаш беше изложена во музеот на Тетовскиот крај. Членовите на фотоклубот Шкрап по 13-ти пат ги споделија своите дела со останатите влюбеници и почитувачи на фотографијата. Двете простории во музеот беа преполни со посетители кои не ги штедеа пофалните зборови за фотографиите кои членовите на Шкрап ги креирале во текот на годинава што изминува. Членовите на фотогрупата Шкрап преку цела година прават фотографии, учествуваат на конкурси, добиваат награди, а своите сограѓани, така да кажам, ги честат со најдоброто и најискреното од светот на фотографијата со оваа годишна и традиционална изложба. Овој датум не е случајно одбран и ова место не е случајно одбрано, затоа што фотогрупата Шкрап, може би, не сум сигурен, но е една единствена организација, иако ние сме неформална фотогрупа, која што го обележува 11 октомври, денот на востанието против фашистичкиот окупатор во Македонија. За селекцијата на сликите нема посебни конкурси ниту жири. Постарите членови имаат комплетна слобода во изборот на фотографијата, а помладите добиваат насока од ветеранот на Шкрап Драги Неделчевски. Јас сум селектор само за помладите фотографи, кои што ги насочувам како да работат подобро и да го скратат патот до успехот и до добрите фотографии, да не го поминуваат тој долгиот пат што ние ветераните го поминавме, а постарите членови имаат апсолутна слобода во избор на форматот, темата, содржината и начинот како ќе се прикажат. И затоа имам обичај, често пати тоа го велам, дека ова е повеќе изложба на фотографи и нивниот поглед на светот фотографски, отколку изложба на фотографии. Ќе приметите дека овде има толку многу различни пристапи, секој фотограф со своји очи го гледа светот и тоа е нешто најубавото во фотографијата. Иако се смета дека фотографијата е објективен одраз на реалноста, јас не сметам така, сметам дека фотографијата е многу субјективен одраз на реалноста. Кога ќе ги погледнете сите овие фотографии, ќе се уверите во тоа, дека сите се посебни на свој начин. Оваа 13-та изложба на Шкрап беше посебна не само заради убавите и креативни фотографии, туку и заради почитта која членовите на фотоклубот ја искажаа кон нивниот ненадејно починат колега Борче Силјановски. Во првата просторија беа изложени само негови фотографии, а изложбата беше посветена на него и неговата огромна љубов кон фотографирањето.